Што има ново? Во Што има ново, добре дојде за Билјана Ивановска, поранешна председателка на Државната комисија за спречување на корупцијата. Господја Ивановска, деновиве кривичниот суд го прифати целосно обвинението за случајот адитив за злоупотреба на јавни набавки и перење на пари при набавка на адитиви за јаглен за потребите на ЕСМ, односно Рек Битола и Рек Осломеј. Меѓу 31 обвинети се наоѓа и председателката, актуелната председателка на антикорупцијската комисија Татјана Димитровска, за која судот прифати по предлог на обвинителството и мерки за предпазливост, одземен е пасошот и изречена е забрана за вршење на дејства, работни дејства кои што се поврзани со оваа тематика. Како да се бори земјава против корупцијата кога се соочуваме со еден ваков апсурд? Тој што треба да биде предводник во таа борба, да биде самиот обвинет за корупција. Тешко. Значи, борбата е тешка, ама после цртичката вика, ама ќе победиме. Што значи дека потенцијалот во државата треба да се искористи до крај, за да ги совлада овие вакви немили настани што ни се случуваат. Што сакам да кажам, после сите повици кои што се беа упатени до председателката од морални причини да се даде оставка, таа едноставно излезе со соопштение да каже дека имала комуникација со семеен пријател, се до моментот додека не почнало обвинението против него и дека бара од јавноста да се почитува интегритетот на институцијата. И при тоа кажа дека споделила јавни документи. Ја би го искоментирала овој дел. Значи, доколку документите се јавни, нема потреба што да се споделува. Тие се и веќе јавни. Понатамо, мислам дека границата помеѓу приватното и службеното некако се измешала. И третата работа беше бара да се почитува интегритетот на институцијата. Мислам дека институционалниот интегритет на секоја институција е всушност огледало на личниот интегритет на луѓето кои што ја водат и работат во таа институција. Значи нема што да бара, таа треба да го овозможи интегритетот и за да ја намали штетата, нели, требаше од морални причини да си поднесе оставка. Добро, тоа не го направи. И самата останатите членови на Државната комисија за спречување на корупција неколку дена, 4 или 5 дена по случајот, чекаа и излегува со едно соопштение кое што јавноста го протолкува како обид да се изземат од одговорноста. Имаше тука, нели, уверување кон јавноста дека тие ќе продолжат со работата, безкомпромисна борба против корупцијата. Но после овие неколку дена се чини дека целата таа бура во јавноста како да стивна. Молчи ДКСК, молчи и парламентот кој што би можел нешто да направи во оваа насока, дали да се отвори анкетна комисија или да се преземат, да се викне сесија парламентарна за одговорност на председателката и така натаму. Молчат и политичките партии. Што ви говори вам? Значи, сето тоа остава еден силен сомнеш. Јавноста изреагира. Јавноста изреагира, бурно изреагира јавноста. Дури еве и на темната страна на Transparency International, на матната страна, повтор пат се наоѓа Државната комисија за спречување. Во извештајот што го објавува за матни и бистри настани. Да. За матни и бистри настани, за април излезе повторно Државната комисија, еднашка искочи за член на Државната комисија, кога беше случајот за Бојан Христоски, сега за председателка. Значи, два пати излегува. Но и тој случај како да се заташка... Имено. Комисијата донесе одлука каква што донесе, која што всушност упатува дека нема никаква одговорност, дека се е во ред со тој сертификат. Всушност не е во ред заради тоа што имавме ние судски одлуки кои што претходно директорки ги осуди. Директорка на училиште, на што беше, не е ни битно. Значи, 2 директорки беа осудени заради лажниот сертификат. И сега обвинителот кажа дека по меѓународна помош се добиени информации, чекаме да видиме какви се тие информации, но не се сега да видиме прво, еве со првиот случај што се случува. Значи, пак ќе кажам, јавноста изреагира. Останатите членови дадоа соопштенија, меѓутоа некако не се оградија.
и ги нема во јавноста, значи медиумите забележуваат на тоа дека никој од антикорупцијската комисија не се појавува во дебатни емисии, во интервјуа, барем да образложи што работат, дали преземаат нешто. Да, барем една пресконференција. Мислам дека медиумите го заслужуваат тоа во име на граѓаните, нели? Медиумите се мостот помеѓу институциите и граѓаните. Значи барем една пресконференција во која што ќе кажеа кои им се намерите, ќе кажеа, ќе се оградеа од нели случувањата што ги имала претседателката, не оставија впечаток дека тие се строго против незините постапки. Барем ја не добив таков впечаток. Сега може некој добил, ама некако не знам, читајќи меѓу редови не се чита тоа. Добро, ова упатува на, како да речеме, една прилично силен сигнал за нетранспарентност на комисијата. Граѓанскиот сектор упати исто така критики на проценката на Државната комисија за спречување на корупција, на законот за слободен пристап до јавни информации, дека дел од тие документи, од тоа што ние разбравме како јавност, дека не треба да се споделуваат јавно. Да се преиспита терминот што представува целокупна документација и па ете и тој чекор, ја не знам зашто им беше потребен. Сега, ние во планот за правење на антикорупцијска проверка на легислативата за 24-та година, како нели претходна комисија во јануари, сме го ставиле законот за слободен пристап, меѓутоа во сосема друг контекст, за зголемување на транспарентноста при вработувањата. Значи, тоа било нашата намера, од работа по предмети сме увиделе дека недостасува тој дел и дека треба поголема транспарентност. Зошто е сменето тоа? Која била потребата да се делува токму од аспект на Законот за јавни набавки и да се додефинирува поимот што представува целокупна документација, навистина не ми е јасно и тоа треба тие да дадат одговор во некој јавен настап или на пресконференција. Мене тука во целата оваа ситуација ме чуди зошто собранието воопшто не реагира. Ниту во првиот случај кога беше нели директорот на АНБ во прашање, не се направи некаква надзорна комисија пред која што членот и комисијата ќе даде отчет на кој начин се разгледувал предметот, затоа што очигледен беше судирот на интерес на членот на комисијата, кој што сите знаеме дека предаваше на тој универзитет, од една страна, а од друга страна, кога излезе одлуката, многу лесно можевме да видиме дека тој предмет се работел во оделение за судир на интерес, а не во оделение за корупција. А таму се испитува корупција. Дали сертификатот е во ред или не, тоа не е судир на интерес, тоа е корупција, така ли? Значи, сосема распределбата на предметот е насочена во друго оделение. И уште повеќе што за мене беше исто така нели симптоматично е што на тој предмет, на таа одлука, во изработил и контролирал немаше подпис од стручната служба. Туку беше подпишана само претседателката и членот на комисијата. Значи, каде е собранието во целиот овој случај да ги преиспитува како нели институција која што ги бира и назначува членовите на Државната комисија, каде е собранието да и го приспита работењето? Во конкретниот случај имаме собранието врши разрешување на член или претседател на комисијата доколку не бидат исполнети условите од член 11 од законот, а еден од условите е забрана за вршење на дејност и така натаму. Каква што имаме сега во моментот. Добро, медиумите објавија и дека 2 пати се случило баш за случајот адитив антикорупцијската комисија да отфрли, односно да не започне постапка за испитување на овој случај. Значи тоа фрла дополнителен сомнеш и затоа сметам дека местото на целиот овој случај е во собранието. Значи таму треба да се формира една надзорна комисија пред која што ќе излезат претседателка, членови, секој што е потребен, кои предмети ќе бидат нели предмет за работа на таа надзорна комисија, да имаат можност сите пратеници и позиција и опозиција да поставуваат прашања и да видат што се случувало конечно. Тие најмногу имаат право заради тоа што изборот, пак ќе кажам, на комисијата се врши токму во собранието. Што има ново? Што има ново?